На 6 минути после 12 часот го започнуваме третиот час од денешното Плей кафе на Плей радио. Продолжуваме со разговорот кој што ви го најавив викендов во Струга. Беше промовирана монографијата Веслачки клуб Црн Дрим Струга од авторот Коста Хјохи. Монографија која што излегува всушност во пресрет на големиот јубилеј 90 години на постоење на Веслачки клуб Црн Дрим Струга. На едно место се собрани сведоштва на струшки живи веслачи, но и на оние на кои што тоа им било прераскажувано, со оглед на тоа дека зборуваме за една приказна која што започнало далечната 1933 година. Монографијата најпрво има своја историска, хронолошка и информативна суштина, но и една анегдотска страна за спортскиот живот во Струга, за сите подеми, падови, спасување на клубот, издигнување, па и самиот спортски менталитет на стружани. Така би можело да се најави, деталите ги дознаваме од авторот Коста Хјохи. Најпрво ви благодарам што и покрај работните обврски најдовте време, прв пат ни сте гости. Да, задоволството е мое. Прво да ги поздравам вашите слушатели, посебно морам да ги поздравам моите колеги од Јахја Кемал коледж, кои што сега верувам собрани онака на купче ме чекаат и ме слушаат внимателно, што имам да кажам. Благодарам за најавата. Во суштина, практично кажавте многу и односно голем дел од она што навистина беше суштина за изработка на оваа монографија и навистина се заблагодарувам на сите кои што пројавија вака голем интерес. Да. Така, не би можела да кажам дека идеја, инспирација дефинитивно е не ни задача, дефинитивно е мисија создавањето на оваа монографија. Апсолутно. Зошто? Заради тоа што во секој случај станува збор за една традиција која што се негува речиси еден век. Ја создававте цели 10 години. Сега во цел тој процес, освен она што е убаво на крај, кога ќе се добие епилогот, предпоставувам дека имавте многу предизвици со оглед на тоа дека знаеме дека Веслачки клуб Црн Дрим не сите овие години се селел, па дел од архивските податоци кои што ви беа потребни ги нема. Знам дека сте имале посети на многу повозрасни лица кои што сега дел може, дел не може да ви раскажат она што ви беше потребно. Со што се соочивте? Па така како што спомнавте, беше еден долготраен процес, значи 10 години, не онака интензивно, повеќе спонтано. Се соочив јас нели како тренер, мојот прв контакт со Веслачкиот клуб беше некаде 2007 година, кога дојдов како тренер на клубот. Претходно јас никогаш не бев веслач, бев кајакар, тренирав кајак на мирни води, бев надпреварувач, репрезентативец и така натаму. И иако двата клуба се наоѓаат во исти објект, јас никогаш дотогаш не бев завеслал во веслачки чавец или скиф или дубал и така натаму. Но првиот мој контакт беше за време на студиите во Романија, каде што покрај тренерската квалификација одбиравме спорт во кој што ќе се специализираме како лиценцирани тренери. И тогаш за прв пат нели завеслав и сватив дека навистина е еден прекрасен спорт, една психомоторичка комбинација на движења која навистина плени уште со првиот завеслај, а подосна кога пак и ја дознав неговата историска и културолошка позадина, сватив дека станува збор за нешто многу сериозно. И првиот контакт, како што кажав, во Струга, како тренер ми отвори едни поинакви хоризонти, преку кој јас го дознав веслачкиот живот во нашиот град. Како што спомнавте, имав прилика да, па условно кажано да не кажам да правам интервју, туку да онака чисто како што се викаме ние во Струга муабетче покрај езеро со старите веслачи, навистина ми кажа многу интересни, импозантни приказни кои што допреа на некој начин до мене и сметав дека ќе биде голема загуба доколку заминат со самите нив.
И почнав тогаш да ги собирам, да ги прибележувам, да собирам некои фотографии и некако иницијативата се роди сама по себе со самото доаѓање на јубилејов. На тој начин се склопиле коцките сите за токму вие да бидете автори, така да создадете приказната. Ајде да направиме таа дистинкција, освен тие значајни датуми кои што се значајни за сите оние кои што сакаат да се запознаат со историјатот, нели, помладите генерации, но вие имате и една друга анекдотска страна во оваа приказна, каде што покажувате какви се стружани во спортскиот живот, менталитетот, а од друга страна истовремено успеавте и да опишете љубовта и страста која што ја имале кон развивање токму на веслањето во струга. Има ли некоја анекдота која што вас ве привлече, која што сакате да ја раскажете, нешто што посебно би ги мотивирало сегашните веслачи, оние кои што планираат да се бават со овој спорт? Па сега во моментот вака затегнат не би можел да издвојам една од многуте, бидејќи клубот како спортски колектив, како институција не е само спортска, туку е и социјална институција каде што луѓето општат на различни начини, нели, не е само надпреварувањето, туку пред се дружењето, и на тој начин јас се иницирав да направам една анализа, една споредба настрана од спортските резултати. Значи тука не сум ги забележувал кои се спортските резултати, туку повеќе еден осврт на односите помеѓу веслачите, како тие другарувале, како се надпреварувале, што значило, например, првенството против нашите традиционални ривали, охридските веслачи и така натаму. Посебно, навистина, има преголем број на анекдоти од, да кажам, смешни до некои така со посериозна содржина, да кажам. Например, фасцинантно било еден, не го именувам сега со име нормално, наш веслач кој што бил најдобриот веслач во тоа време, бил толку инспириран од неговата љубов за која никој не знаел од охридските веслачки. Добро. И тој го веслал целото езеро под изговор дека тренира, одел да ја види саканата во Охрид. Значи една навистина. Ама убаво и корисно се споил човекот, убаво се прави. Да, апсолутно. Значи смешни анекдоти, например, кога четверецот, нашиот четверец, знаете, четверецот е чамец во кој што веслаат 4 веслачи и има еден пасивен член, а тоа е кормиларот. Негова задача е да го управува чамецот и да го диктира темпото. И бидејќи сите веслачи веслаат со грбот кон правецот на движење, тој е единствениот кој што го гледа, значи ја гледа позадината, односно го гледа правецот на движење. И во еден момент кога нашиот екипаж направил огромна разлика кон другите конкуренти и почнале пополека да си веслаат, сигурни во својата победа, кормиларот одеднаш извикал стоп, а таа команда кажува дека се испречила некаква опасност, дека нешто се случило, и кога сите го запрашале, абе што е работа? Чекајте, им рекол, видов еден сат на дното од езерово, да скокнам да го земам насред трка. Значи така некои приказни кои што сметав дека се шармантни, дека можат да го шармираат, да го фатат читателот и да биде една поинтересна приказна, не само фактографски приказ на она што се случувало. Се спомнавте за важните настани. Многу се важните настани секако, и не е осврт само на она што започнува со формирањето на клубот, туку една плејада на активности, случувања кои што се случиле фактички пред формирањето на клубот и на еден начин го навестиле формирањето. Значи не почнал клубот така само од себе, туку неколку активности, неколку работи го навестиле. И мислам дека
успеа во тоа и е интересна приказна. Така ќе прочитаа да не им откриваме се на читателите, освен да се зачуваат и тие значајни датуми и анегдоти. Верувам дека од друга страна една од целите токму на оваа монографија е да ги мотивирате сегашните веслачи. Живееме во едно многу поинакво време сега и сега да зборуваме за некои такви приказни со кои што се покажува страст и љубов. Не верувам дека ќе ги има толку. Зошто? Познавач сте и на спортот и на живењето претходно и сега што ни се случи на точно? Така, знаете, во подготвувањето, за време на подготвувањето на монографијата, дојдов до еден заклучок, исто и за една претходна спортска монографија која што ја подготвува. Секој еден представник на било која генерација за својата младост ќе каже дека неговото време било најдобро. Јас верувам дури и овие сега нашиве деца ќе кажат дека нивната младост била најдобра, иако несвесни дека пропуштаат многу во однос на оние што биле пред нив. Зошто се случува вака? Порано имаше еден поинаков романтичарски пристап кон општествените работи. Се извинувам, во еден клуб се доаѓаше чисто од, можам да кажам, хигиенски, здравствени и физиолошки побуди, но на ист начин беше некаков статусен символ да бидеш спортист, беше гледан со поинакви очи. За жал, денешно време тие работи фундаментално се променија, значи ако некогаш беа спортистите модели на општеството, сега за жал гледаме, да не звучиме како старите, но во секој случај денешниве деца имаат сосема поинакви идоли, некои старлети, некои не знам ни како се нарекуваат. Заради тоа ја начнав оваа тема, затоа што вредностите многу се поместат. Да. И друг момент е тоа што дури од самите родители на децата се наметнува некаков екзистенционален имидж на спортот. Значи не спортот веќе оди за да тренираш да си здрав, да си убав, туку оди за да тренираш, да станеш првак, да појдеш во клуб, да станеш познат и богат ако е можно. Богат и да не извадиш од нашата криза и нашите неуспесни животни и така натаму и така натаму. За жал, не е тоа случај само кај нас во Македонија, туку се случува и пошироко. Секаде каде што спортот се организираше професионално, а уште полоше кога се организира полупрофесионално, ги имаме овие последици. Порано беше поинаков системот, поинако беше организирана државата и навистина во спортот се пристапуваше поинако со љубов и со емоции. Така, во дефинитивно струга не само во овој, туку и во други спортови е расадник на таленти и тоа го знаеме и кога станува збор за ракомет и фудбал, но кажете ми со оглед на тоа дека сте познавач на сите тие прилики и неприлики ги има секој град, имаме таленти колку имаме услов. Јас секогаш кажувам дека имаме среќа што Струга, сите, да кажам, повеќето спортски клубови имаат богата традиција. Традицијата игра навистина голема улога во формирањето на фонд на млади спортисти кои што понатаму треба да прераснат во шампиониите. Колку имаме услови? Па ние секогаш сме екзистирале некаде на работ. Сме имале да кажам неадекватна опрема. Пример, еве сега јас можам најкомпетентно да кажувам за кајакот. Секогаш сме имали некои чамци кои што биле можам да кажам неадекватни за возраста која што ја имаат тие кои што го користат, или веслата биле преголеми и така натаму и така натаму. Но тоа беше и е опремата која што се затекна и останува и се предава на генерации. Значи, ретко имаме обновување на опрема. Имаме, значи, ние редовен проблем со, како што можете да видите, со спортските сали. Значи, ако случајно прошетате по спортските клубови, а јас сум поприлично активен во тој поглед, значи, нема клуб кој што не располага со, можам да кажам, преголем фонд на пионери. Тоа се најмладите
старосни категории. Ама ќе ги видите дека тренираат во субнормални услови, без осветлување, значи греење е мисловна именка, значи теоретски шанси нема да најдете вие греење за време на зимските тренинзи. И секогаш го потврдувам и го кажувам тоа дека Струга никогаш не и фалел човечкиот фактор. Значи не ни фалат спортисти. Нас ни фалат услови и за жал тие услови ги немаме и искрено она што можам јас да го забележам е дека ние немаме ни изглед ни интерес од релевантните институции тоа да го поправат на подобро. Така, ќе се вратам на темата која што ја имаме со вас, заради тоа што многу интересно, обично спортистите не се бават со пишување воопшто, тие си ја тераат својата работа, практично вие направивте еден супер исклучок, автор сте, ќе се вратам и на монографијата Знам еден град крај езеро, односно струшките навивачки хроники, токму затоа меѓу другото од паткари всушност бевте одликуван со признание за придонес и афирмација на навивачкото движење и спортот во Струга, па кој е вашиот следен предизвик, затоа што сега очекуваме паметници за спортови да ги добиваме токму од вас, затоа што во 2 наврати тоа го направивте и тоа како успешно. Полака себе си никогаш не сум се сметал за писател, можеби како хроничар, и тоа пасиониран хроничар кој што од хоби ги прибира тие податоци. Значи ме интересирало многу, како непоправлив локал патриот кој што си ја сака многу Струга, навистина сакам да направам еден медиум кој што ќе сведочи низ вечноста за она што сме го имале и за жал што поради некаква негрижа почнува да испарува, да го снемува. Што е следно? Па, тоа е интересно прашање затоа што како ете така од хоби сум собрал многу податоци за други спортски колективи. Како и претходната, така и ова монографија се соочив со проблем кој што верувам сите денес кои што се бават на одреден начин со култура се соочуваат, а тоа се финансиските средства кои што практично треба да ги, можеби грубо ќе звучам, но да ги просиме од хајде условно да кажам од некои стопанственици кои што на пример немаат интерес за таа работа и навистина јас барем се чувствував понижено кога од некои стопанственици бев одбиен и згора на тоа бев прашан што ми требале тие работи сега и така натаму. Значи мислам дека нашите клубови и општо и стружаните како профили се непресушен извор на инспирација, но единствено на кое што наоѓаме како препрека, јас и таквите како мене претпоставуваме, немањето на финанси кои што навистина се потребни за реализација на вакви дела, бидејќи денеска со растот на цените имаме страшен пораст на материјалот за изработка на книги и се соочуваме со првиот проблем изработка, а вториот проблем е пласирање на тие книги, затоа што кога се изработува едно такво капитално дело за некаков јубилеј треба да биде и во поинаква форма и со поинаков материјал, не може да биде обична хартија и обична корица. Мислам може, но не би требало да биде и се соочуваме со големата цена која што при тоа треба да ја ставиме на монографијата или на книгата и тука читателите го знаеме нашиот менталитет. Може би секој сака да чита, но не секој сака да купи убава книга и убав спомен. Да, знаат луѓето да си се подаваат со книгите, но со оглед на тоа дека сум го поминала во друга сфера на литература, тоа што го зборувате сега, ќе ви кажам моето искуство, вели дека првите 3-4 години после издавањето, велите никогаш уште еднаш и после тоа поминува време, се враќа и љубовта и потребата од тоа, па повторно се оди низ истиот процес. Веќе сум ориентиран во неколку проекти со неколку драги стружани мои сограѓани кои што на некој начин сме се нашле во заедничкото сакање на градов.
И Секогаш има почитувачи кои што ќе ве инспирираат. Апсолутно, и заедно се впуштаме во други авантури и условно да кажам, нашата девиза е ние ова ќе го направиме, но дали ќе се реализира од тие причини, не знам. Значи пред нас е 100 годишнината од фудбалскиот клуб Караорман. Наредната година, значи еден век имаме спортски колектив кој што обстојува преку сите неприлики, не знам, општествени уредувања, значи сите форми низ кои што поминала државава и успел да се задржи, да постои, да обстои и заслужува да биде на одреден начин испочитуван. Планираме со неколку пријатели да направиме и документарен филм, планираме да јас лично планирам да извадам едно проширено издание на претходната монографија, каде што ќе се осврнам само на фудбалските навивачи и на нивните прилики и неприлики. И мислам дека ќе наидеме на некаков интерес пред се од државата, затоа што Караорман представува еден, да кажам, идентитетски клуб на градот. Без Караорман нема струга, условно кажам. Со сите овие планови што ги имате и ова што го реализирате претходно, ќе станете еден од ретките луѓе кои што се жива енциклопедија, заради тоа што сите овие податоци кои што ги собирате и ги пишувате, ги паметите, така што на секого што ќе му треба каков било податок за спортот во струга ќе ве побара. Многу ми е драго што не бевте тука. Најпрво кажете ми, односно за крај сосема кажете ми каде да ја набават оваа монографија сите оние кои што се заинтересирани. Па вака сега ова монографија ќе ми дозволите да му се заблагодарам на тимот од печатница Лик од струга, затоа што ни излезе во пресред да ја испечатиме, иако ги немавме потребните финанси. Првиот тираж се направи некаде околу 100 книги и тие ги распределивме и вториот тираж ќе зависи од интересот на граѓаните. Би апелирал оние кои што се заинтересирани и сакаат, може да не исконтактират или мене или издавачкиот центар Алдебаран, на било кој начин, преку било кој медиум, да се пријават. Инаку монографијата чини 600 денари и е на вистина квалитетно издание со тврд повес, сериозна хартија, сериозен печат. И една безвременска содржина, што е најважно. Точно така. И пак ќе кажам, тиражот кој што ќе се печати во иднина зависи од интересот на граѓаните, бидејќи немаме ниту еден спонзор. Така, јас ви благодарам многу за ова гостување. Верувам дека во наследните теми поврзани со спортот ќе имаме можност да зборуваме само за реализирање проекти, дека ќе има многу општествено одговорни компании и личности кои што знаат да колку е важно да се инвестира во културата и во луѓето кои што имаат интерес да го прават ова вие што го правите. Така, јас се заблагодарувам пред се вам. Им се заблагодарувам и на стружани кои што покажаа голем интерес. Навистина бев изненаден што голем број ми дојде и на промоцијата. И исто се надевам дека ќе најдам мотив имам, но ќе најдам начин да ги реализирам идните проекти, па дај Боже да се гледаме само за вакви убави работи. Дефинитивно верувам дека ќе имаме уште многу поводи. Гостин ни беше Коста Хиохи, кој што минатиот викенд ја промовираше монографијата Веслачки клуб Црн Дрим Струга. Ние продолжуваме со добра музика. Ова е Плей Кафе на Плей FM. Се дружиме и денеска се до 14.